Цената на струјата нема да се зголеми и покрај тоа што и во Србија од 1 февруари струјата се покачи за 7,9%. Досега, до регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, ниедна енергенски компании немаат доставено барања за зголемување на цената на струјата. Председателот Беслимовски информира дека фокусот е насочен кон проширување на оптегот на листата на ранливи потрошувачи да добијат финансиска помош за подмирување на сметките. Во моментов се врши дефинирање на категориите за кои ќе им бидат намалени сметките за струја. А освен на социјалните случаи, сметките ќе им бидат намалени и на семејствата каде има еден пензионер со минимална пензија. И истата е единствен приход на вработените со ниски примања. ЕСМ има обврски да ги обезбеди потребите на малите потрошувачи и на домакинствата, и тоа по цена која сама ќе ја определува, бидејќи регулаторна комисија повеќе не ја определува цената на ЕСМ за струјата. Според информациите кои ги имаме, сега цената на ЕСМ изнесува 38,8 евра за мегават час, а факт е дека имаме намалено производство од хидрокапацитетите во државата, кој пред се должи на лошата хидрологија кон крајот на 2020 година и имаше не само во нашата земја, туку и во регионот од тие причини имаше потреба за увоз на електрична енергија. Но ЕСМ е обврзан во рамките на таа цена што е понудил од 38,8 евра за мегават час да ги обезбеди потребите на малите потрошувачи и на домакинствата. Дали ќе се увезува дополнително или тоа од аспект на цената не е битно, бидејќи во калкулациите на регулаторна комисија влегува цената која ја нуди ЕСМ и во рамките на таа цена ќе се ги покрие своите трошоци за увоз на електрична енергија. Изјави Беслимовски. Според него, зголемувањето на цената на струјата во Србија потврда дека регионалните енергетски компании се соочуваат со тешка година на намалени приходи. Од 1 февруари цената на електричната енергија во Србија е повисока за 7,9%, иако беше најавено дека цената на струјата ќе се покачи за 3,4%. Сепак, цената на струјата во Србија е за 7% пониска отколку во земјава, 18% пониска отколку во Босна, 24% од Албанија, 35% отколку во Бугарија и 79% отколку во Хрватска. Кај нас, цената на струјата се зголеми од 1 август за 7,4%, а во оваа цена, како што беше најавено, ќе биде во сила една година.